Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Заев, почитуван амбасадор на ЕУ во Северна Македонија господин Жбогар, почитуван директор на канцеларијата на Светска банка господин Мантованели, почитувани градоначалници, драги гости и медиуми. Пред неколку месеци бев на гости кај едни пријатели кои што имаат 5-годишно детенце. Си игравме, разговаравме, ги поминавме сите играчки, дојдовме секако до таблетот. Го прашав која му е омилена игра и ми отвори една апликација каде што почна да гради кукички, да ги поврзува со патчиња, да гради училишта, да посадува зеленила и цвеќиња, да ги наводнува за побрзо да зазеленат и така натаму. После ова заклучив, си викам, Марко всушност сака да биде градоначалник кога ќе порасне. Камо вака лесно да беше во реалност. Да можеше, кога ќе погледнеме нашата земја од сателит, да изгледа баш како сликата на таблетот. Да нема испрекинати линии во водостопанството, да бидат сите, да има патче до секој дом, да нема отпадоци, да има современи училишта и така натаму. Јас верувам дека оваа слика може да биде реалност. И тоа може да биде многу наскоро реалност, со заеднички труд, со напорна работа, со заложби на сите нас тука денеска заедно, но и најмногу со ваши заложби, под ваше лидерство, на вас градоначалниците. Дали тоа ќе се случи за 2, 3, 5 или 10 години, дали таа слика ќе стане реалност за колкав период, зависи од сите нас тука и од вас. Вие најдобро знаете што има она што им е неопходно на вашите општини, вие најдобро го слушате гласот на граѓаните, вие најдобро ги знаете потенцијалите, можностите, предизвиците. Централната власт е секако овде за да ви биде поддршка, за да ви биде ветер во грб, но дали една општина ќе граби напред пред другите или ќе се движи побавно, зависи во голема мера од вас, односно од човечкиот потенцијал, од вашето лидерство. Со партнери како Европската Унија и Светската банка, ние сме среќни што имаме таква поддршка. Но како ќе користиме поддршката, колку ќе бидеме умешни. За најдобро да искористиме таа поддршка, сепак останува на нас. Недозволиво е родителот да се грижи дали неговото дете ќе има училна во која што ќе учи, дали е таа осветлена, дали е таа топла, дали ќе имаат чиста вода за пиење тој и неговото дете. Не смееме тоа да го дозволиме, тоа е наша одговорност. Всушност, не знам дали знаете дека 80% од нашите мозоци се развива до нашата 5-та година. Ние, ако сакаме да градиме квалитетни генерации, мораме да ги отстраниме предизвиците за родителите да не се грижат за овие работи. Ако сакаме да имаме квалитетен, еднаков, равномерен развој, мораме да се погрижиме да го подобриме животот на сите граѓани. Не можеме да зборуваме за модерна држава доколку немаме атмосферска канализација. Не смееме да дозволиме училиштето Киро Глигоров и во следните години да остане единствено такво современо училиште. Преку капиталните инвестиции ние всушност инвестираме во нашата иднина и во иднината на нашите генерации. Многу ми е драго што кој овој проект имаме 98% реализација на предвидените проекти и вака треба да се движат и сите други предвидени проекти. Со труд и посветеност се завршени, како што кажа и премиерот, како што кажа и Тања, која е одговорна за реализацијата при проектната единица, имаме 135 проекти завршени, вредни 1,3 милиарди денари. Мала земја сме, верувам дека имаме потенцијал за да можеме брзо да се менуваме и брзо да напредуваме. Ако сакаме, ако работиме напорно, ако се заложиме максимално за доброто на секој еден од нас, да знаете дека можеме. Сакам да ви честитам на сите кои учествувавте во реализацијата на проектите, на сите кои со тоа направивте промена во вашите општини и сакам од срце да ве охрабрам да продолжите со уште посилно темпо. За крај сакам да голема благодарност да упатам на Европската Унија и на Светската банка кои дадоа средства и поддршка за реализација, до МСИП проектната единица која што директно беше вклучена во успешната реализација на проектите и подпроектите, како и до градоначалниците секако и проектните менаџери без чија визија и заложба не би се реализирале. Ви благодарам што преку реализација на овие проекти вие придонесовте за да создадеме подобри услови и подобар живот за сите наши граѓани. Фала.